Нешто пред 18 часот попладнево во гаража на улицата Никола Каре во центарот на Прилеп, откако забележале густ чад кој се ширел од објектот, соседи го пронашле изгореното тело на својот 65 годишен сосед со иницијали МК. Според изјавите на соседите кои сакаа да останат анонимни и покрај нивните обиди со лопати и земја да го изгаснат веќе опожареното тело, нивните обиди за жал останале безуспешни. Меѓутоа, оние кои што сакаа да зборуваат во камерата на Алфа изјавија дека сега починатиот бил мирен семеен човек со 3 возрасни деца, но и дека последните неколку години имал проблеми со психичкото здравје. Слушнав гужва. На тераса пушев цигара. Ја видов ата дечат. Ама што се случи? Не излегов да видам. Као комшиве не излегоа маживе. Шо е? Горим, бе рекоја Миле. Се повратим, мувам на мажот ми човек, зема и лопата и оди. Вака и вака. Ко појдовме, виче тој ја гледа се. Сите излегоме. Сите излегоме цело мало. Ама не можеме ништо да помогнеме. Тоа беше брзо и кратко. Тој гореше во бензин, си беше, гореше. И веќе легнат, беше умреността му беше зината, тоа толку. Жалосна слика. Од Прилепската територијална противпожарна единица изјавија дека по дојавата за пожарот во гаснењето на истиот пристапиле со 2 противпожарни возила, без при тоа да откриваат повеќе детали дали станува збор за убиство или пак за самоубиство. Од наша страна интервенирано е со 2 возила, причините накнадно ќе се откриваат од страна на полицијата и јавното обвинителство. При нашето пристигнување затекнато е пожарот е изгаснат од страна на комшиите и лицето е починато, изгорено. Инаку, според изјавите на некои од соседите, сега починатиот имал известни недоразбирања со неговиот сосед, кој бил од ромска националност и од кого подолго време наводно добивал закани по неговиот живот. Од тука, дали станува збор за самоубиство или пак за убиство, треба да утврди истрагата која е во тек. Во обидот да дознаеме нешто повеќе за оваа трагедија, новинарските екипи од страна на јавниот обвинител на груб и непрофесионален начин бевме отстранети од местото на настанот.